Политиката го уништи здравството. Бројни скандали, нула одговорност. Гореа живи луѓе во Татовската болница. На онкологија се крадале и препродавале лекови наменети за болните од рак. 3 дена салите на хирургија беа надвор од употреба, оставајќи ги да висат на конец животите на луѓето чекајќи операции. Лекарите се заминуваат од државава, а пациентите се плашат да одат на лекар. Ковидот зема огромни жртви. За вакцини се молевме по комшии. Секс снимки ги преплавуваа социјалните мрежи од одговорни лица во здравствениот сектор. Нов клинички центар Македонија не виде. Дел од директорите не знаат ни македонски да зборуваат. За ваквата катастрофална состојба, делот аналитичарите проблемот во здравството го лоцираат во честото менување на министрите и нивното неконзистентно работење. Целиот овој период имаме состојба на здравствена хаварија во системот кој не може да функционира. Една од клучните причини е честата промена на министрите кои во своето работење немаат никаква конзистентност во политиките кои се водат и тоа доведува до една состојба на распаѓање на целиот тој систем. И она што денес го имаме, една хаварија во здравствениот систем која ние граѓаните како пациенти ја плаќаме. Но не е само тоа проблемот. Според Зафировски, уште пострашно е што никој не сноси никаква одговорност, а изгубените животи на граѓаните се само колатерална штета. Услов за да се биде министер е вашето знаење, ниту вашата стручност и компетенција. Условот е поседување на партиска книжка од вистинската партија која има моќ да постави некого на позиција. И она што е карактеристика на сиве овие изминати години доека ДУИ заедно со СДС се на власт, е фактички отсуството на елементарна одговорност кај луѓето кои ги водат процесите. Инаку во 7 години власт се сменија 5 министри за здравство. Најпрво беше Арбен Таравари, па Венко Филипче, потоа дојде на ред Беким Сали, него го замени Фатмир Меджити и сега на ред е Илир Демири.